Почитувани граѓани, почитувани земјоделци, до Собранието на Република Македонија поднесовме предлог измена на Законот за земјоделство и рурален развој по скратена постапка, со кој на земјоделските производители ќе им се обезбеди набавка на гориво по цена која е за 50% поевтина од пазарната цена. Со оваа измена на Законот за земјоделство и рурален развој сакаме да решиме еден од големите проблеми на земјоделците, а тоа е скапото гориво, кое значително го поскапува производството и ги прави неконкурентни македонските земјоделски производи. Веќе 7 година поред, ако нешто бараат земјоделците, тоа е поевтина нафта. Исто толку години владата на Груевски ги игнорира, а образложувањето е уште попоразително, бидејќи според оваа влада ваквата мерка се злоупотребувала. Ова, почитувани граѓани, е јавно признавање за нефункционирањето на институциите, нефункционирањето на инспекторатот и Министерството за земјоделство. Како потврда на оваа констатација е примената на оваа мерка во сите други држави од регионот. Еве ја уредбата со која што српската влада им обезбедува на земјоделците поевтина нафта. Исто така, еве го и повикот од бугарското министерство со кое ги информира земјоделците да подигнат ваучери за агрогориво. Иста ваква мерка спроведува и хрватската влада. Зелена нафта имаат и словенечките и албанските земјоделци. Значи, ваквото образложение не важи. А исто така, лажно е образложувањето на владата до земјоделците дека нафтата има берзанска цена и дека не може да се влијае врз цената. Почитувани земјоделци, ова е лага, затоа што 50% од цената на литар нафта отпаѓа на акциза и ДДВ или пари кои завршуваат во буџетот на Република Македонија. Пресметано за 380.000 хектари обработливи површини, тоа се давачки во висина од 7 милиони евра. Или, секое палење на тракторот на земјоделците, во буџетот се внесуваат 7 милиони евра. Нашиот предлог е државата да се откаже од овие средства во интерес на земјоделците, односно домашното земјоделско производство. Ова ќе помогне и ќе ги мотивира земјоделците да ги зголемат површините кои ги обработуваат, а со тоа ќе се зголеми и домашното производство на храна, односно ќе се намали увозот. Нафтата во производната цена влегува со 20% кај пченицата и јачменот. Кај пченката овој процент е уште поголем. Кај градинарските култури учествува со 15% од производната цена, или едноставно кажано, ако сега земјоделците пченицата ги чини 10 денари, со ваква поевтина нафта, производната цена на пченицата ќе биде 9 денари за килограм. Или за градинарите, ако производната цена на доматите е 20 денари. Со двојно поевтина нафта, како што предлагаме ние, производната цена ќе се симне на 18 денари. Тоа за еден земјоделец кој што ќе има род, да речеме 10 тона, тоа е заштеда од 20.000 денари за земјоделецот. Истото важи и за сточарите, кои со поевтина нафта ќе можат да произведат и поевтина добиточна храна. Ова е многу важна мерка и тоа ќе ги направи домашните производи конкурентни на увозните, за кои веќе кажав дека тамошните земјоделци добиваат вакви субвенции. Но оваа мерка е потребно да се донесе час поскоро, бидејќи состојбата во земјоделското производство ни е катастрофална. Вистинските земјоделци, не оние блиски на власта кои добро профитираа сите овие години од субвенциите. Вистинските земјоделци, почитувани граѓани, се со празни џебови. На лозарите се уште не им е платено грозието. Тутунарите го даваат тутунот по многу ниски цени. Се уште има неоткупена пченица, односно неплатена од мелничарите. Одгледувачите на овци исто така се жалат на ниската откупна цена на јагнето и на монополот кој што го диктираат само 3 кланици во државата и кој што нормално се толерира во една ваква држава каде што селективно се почитуваат законите. Земјоделците нема каде да се пожалат. Вчера бев кај земјоделците од неготинските села Криволак, Пепелиште, Тремник, Војшанци. Сликата беше иста како и во останатите села. Толку тажни, разочарани и сиромашни граѓани оваа држава немала. Лозарите ниту пари имаат земено од визбите, ниту субвенции за 2013.
Некои од нив се уште ги чекаат парите за 2012 година. Ама затоа, пари немаат, ама затоа има разочараност од оваа влада во која толку многу веруваа на почетокот. На Груевски, ова му е успешен проект. Успеа толку да ги осиромаши и понижи земјоделците, што буквално ги третира само како гласачка машина. Последните лаги со кои ги трујат земјоделците е дека наводно СДСМ е виновна зошто сега не може да им се исплаќаат субвенции пред избори. Почитувани земјоделци, знам дека ми верувате. Сакам да ве уверам дека ВМРО, ДПМН и СДСМ постигна усогласеност во врска со измените на изборниот законник и тоа под препораки на ОПСЕ и ОДКР. Со овие измени, 20 дена пред кампањата, не може да се исплаќаат субвенции. Тоа значи дека владата до крајот на февруари може и мора да ги исплати субвенциите за 2012 година, а никој не ја брани да ги исплаќа субвенциите за 2013 година. Како што тоа го прават другите држави. Бугарските земјоделци веќе ги добија субвенциите за 2013 година. Хрватските земјоделци ќе почне исплата за 2014 година. Тоа што сега така ве манипулираат и лажат дека не може да исплаќаат субвенции, тоа зборува само едно, дека владата нема пари, дека и вашите пари, почитувани земјоделци, ги потроши на субвенции и на рингишпили. Сега никој не ја спречи владата досега да ви ги исплаќа субвенциите. Каде се 130 милиони евра од буџетот за 2013 година? Затоа ние велевме дека главна мерка треба да биде навремена исплата на субвенциите на земјоделците. Сега најверојатно ќе ве лажат дека ќе ви ги исплатат по изборите. Тоа направи од земјоделците Груевски, негови поданици за сопствени пари. Почитувани земјоделци, се надевам дека ова ќе биде последно лажење од страна на оваа погубна власт и дека со нејзина смена ќе ги добивате субвенциите тогаш кога ви се најпотребни, заедно со 50% поевтина нафта, која е втората важна мерка од земјоделската програма на СДСМ. Почитувани земјоделци, ако владата на Груевски и пратениците овде не го прифатат овој предлог, закон со кој вие ќе имате 50% поевтина нафта, ви најавувам дека владата на СДСМ ќе го донесе овој закон и вие во тракторите ќе ставате двојно поевтина нафта од онаа која што сега ја плаќате.